По вчерашните разговори Мицкоски и Таравари вечерва во владата премиерот се сретна со лидерите од Влен, Меджити Касами и Ибрахими. Петар Догов е пред владата. Петар, има ли детали од средбата? Според информациите кои што ги имаме, средбата на премиерот Мицкоски со тројцата лидери на Вреди, Изет Меджити, Билјал Касами и Зекирија Ибрахими веќе е завршена, а владини извори од владата, изворите наши во бриф за Телма велат дека средбата поминала во конструктивен дух и дека се повториле оние заложби кои што ги има владата за реформи, дека се уважила волјата на граѓаните која што е изразена на избори, а како што велат од владата, волја на граѓаните за реформи и за борба против криминалот и исто така за промени на системот кој што го остави претходната власт, велат нашите извори. Граѓаните нема да бидат разочарани, велат од владата, и разговорите продолжуваат. Оваа средба доаѓа еден ден од како се сретнаа премиерот Мицкоски и лидерот на крилото на Алијанса за албанците Арбен Таравари, и таа средба беше за да се расчисти неизвестноста околу учеството на Алијанса во оваа владина констелација со оглед на расколот во коалицијата Вреди, која што подоцна прерасне и во еден политички субјект, односно политичка партија, но без учеството на Алијанса на Таравари. Веќе тоа ги подгреа и шпекулациите за тоа кој со кого ќе соработува и какви комбинации се кројат за предстојните локални избори кои што следуваат на есен. Ние подготвивме една збирна информација, во еден прилог ги комплетиравме сите овие информации кои што ги има засега, па предлагам да чуеме во продолжение. Коалиција помеѓу Мајсторот и Чиракот. Европскиот фронт излезе со ваква оценка за владиниот состав по неизвестност околу учеството на Таравари со неговата алијанса. Откако расколот во Вреди го оддалечи Таравари од Меджити Касами и Ибрахими, фронтот со заклучок дека се докажа дека тие немаат легитимитет да бидат дел од власта. Премиерот Мицкоски најави дека ќе бара одговор од Таравари, дали има некаков договор со ДУИ за соработка на локалните избори, а опозицијските партии од албанскиот блок испратија порака. Отворени сме за соработка. Ние сме отворени, како што кажуваат нашите лидери, и јас за соработка со сите субјекти во нашата држава, со збидувањето во коалицијата Влен, се докаже дека тие немаат легитимитет. Ние што се повикуваме на легитимитетот, Македонија по мене, например, со ова ќе оди по повеќе политичка криза ќе влезе и ние повикуваме, еве, доколку се вака, на предвремени избори. Социјалдемократите остануваат резервирани кога станува збор за предвремени парламентарни, како што повикува Европскиот фронт предводен од ДУИ. По вчерашната средба Мицкоски Таравари и околу прашањето дали тие би коалицирале со крилото на Алијанса за албанците, во случај да излезе од владината коалиција, од СДСМ одговараат. Досега председателот на партијата наша, на Социјалдемократскиот сојуз Венко Филипче, нема остварено директни контакти со Таравари, така да во овој дел одговорот ќе следува дополнително. Во коалицијата секојдневно гледаме превирања, и тоа значи дека и таму се случуваат некои турбуленции кои што не одат во прилог на државата. Затоа ние како партија сме секогаш подготвени и мобилни во делот на што и каква и да се донесе одлука од страна на владеачкото мнозинство. Аналитичарите се на став дека доближувањето на Алијанса кон ДУИ за ВМРО ДПМН ќе биде црвената линија која не може да се помине. Таравари сега има право сам да преговара со Мицкоски и да остане дел од владата, откако се разиде со останатите лидери на Вреди, оценува експертската јавност. Следејќи изјавата на премиерот која е една остра за задкулисни игри, комбинации кои никогаш не му донеле добро, мислам дека тоа е една известна порака кон Арбен Таравари дека неговото доближување кон ДУИ нема да биде добро прифатено во владата. Имајќи во предвид дека Арбен Таравари е политичар кој ги менја ставовите 2 пати, 3 пати, 5 пати, може и 10 пати, така јас не сум изненаден од тоа што му има брифирано на Христијан Мицковски. Се соочуваме премиерот да треба да одлучи кој од, да речам, од коалицијските партнери кои во коалицијата Вреди била 4-партитна хетерогена партиски поставена структура, да треба да одлучи
на која страна условно кажано ќе застане. Во изминатиот период Таравари неколку пати повтори дека Алијансата нема никаков проблем да ја напушти владината коалиција, но само ако тоа го побара премиерот. Вчерашната средба во владата помеѓу премиерот Мицкоски и министерот за здравство Таравари заврши без конечен епилог. Председателот на владата ги потврдил јавно изнесените позиции, а средбата завршила во конструктивен дух. Владините извори информираа дека разговорите продолжуваат и во текот на овој месец ќе се знае и днината за функционирањето на Алијанса за албанците. Само да напоменам дека оваа средба помеѓу премиерот Мицкоски и лидерите на Вреди дојде ненајавено, односно немаше никаква претходна најава од страна на владината служба, па доцна попладне во дел од медиумите известија со непотврдени и неофицијални информации дека тројцата лидери денеска се среќаваат со председателот на владата внатре во зградата на владата, а потоа и стигна оние информации од владината служба дека има средба, пошто нашите извори, како што кажав, известија дека истата завршила и протекла во конструктивен и партнерски дух. За разлика од оваа денешна средба, вчерашната средба со Таравари беше најавена и тоа беше долго најавувана, недела две. Претходно се знаеше дека ќе се сретнат за да ги испеглаат разликите и за да се види како продолжува Алијанса за албанците, дали внатре во владата или не, но истата помина. Во 4 очи зад затворени врати, ниту Таравари се појави пред камерите на медиумите да даде изјава ниту пред почетокот, ниту на крајот на средбата, а исто така ние по завршувањето на истата се потпревме на оние информации од нашите извори. Остануваме во тек со информациите кои што ќе бидат и во следните денови, како што кажа изворите, продолжуваат разговорите на премиерот Мицкоски со сите страни, па ќе следиме како ќе се развива целата оваа ситуација. Така е, Петар, ти благодарам за ова вклучување и секако во текот на утрешниот ден очекуваме повеќе детали од вечерашната средба.